Јас овие амандмани неколку што ги споменав сега се дел од тие кои што се архивирани ги имаме како пратеници. Нормално собраниските служби работат и понатака и за другите амандмани дополнително ќе преку вас ќе информираме јавноста, но исто така има и многу амандмани поврзани со законите за пензионирање, например Законот за здравствена заштита, каде што исто така е блокиран со мисечини околу 500-600 амандмани и собраниските служби работат и на тие амандмани. Така да ова е тоа што во моментов се случува во собранието, а за следни амандмани кои што се вакви и слични, а претежно 99,9% се такви во врска со деловникот, а и во врска со Законот за здравствена заштита, каде што таму, например, се предлага да важи од 1 октомври 2024, од 29 септември 2024, 28 септември, 27 септември, такви се сите 500-600 амандмани во поднесени на тие закони и очекувам дека ако продолжат со оваа динамика и кога се блокира Закон за здравствена заштита, каде замислите правиме исклучок, значи пензионирањето да не важи за здравствените работници, тие и тој го блокираат, очекувам дека на по истиот тер ќе продолжат и за Закон за работни односи, за административни службеници, за Закон за внатрешни работи, бидејќи сите тие се поврзани меѓу себе.